Да ни кажете ваш коментар ве нарекуваат главен историчар на власта, господин Георгиев. Немате одговор за тоа? Прв човек на Комисијата за ревизија на историјата, директор на Институтот за историја повеќе од една деценија, академик во МАНУ, член на адхок телото за имења на здруженија и фондации. Драги Георгиев е носител на бројни титули и надлежности, но очигледно не смета дека треба да има одговорност кон јавноста. Дали критиките во јавноста сакате да Ви реков, велат дека политички односи носите во комисијата, господин Георгиев, немате одговор? Нема одговор за критиките насочени кон него. Ова следи откако главниот историски преговарач со Бугарија вчера доби нов, трет поред мандат како веде директор на Институтот за национална историја. Дискутабилен избор кој го следеа многу критики. Беше именуван иако не беше ни пријавен на конкурсот. Во игра беа двајца кандидати, професор Митко Панов и професор Катерина Младеновска-Ристовска. Но при крајот на постапката интервенираше просветниот инспекторат, наводно по добиени представки. Повеќе историчари од Институтот за национална историја се против изборот на Драги Георгиев. Велат дека тоа е направено по партиски диктат, зашто тој удоволувал на политичките барања од власта. На власта и треба човек кој што ќе ги извршува сите оние неизини работи кои што треба да ги изврши, а треба да има некоја маша. Јас него го доживувам како маша, и комисијата која што е за образовни и историски прашања со Бугарија исто така ја доживувам како маша која што треба да ги исполни сите очекувања на власта кои што веројатно на бугарите нешто им ветила. Според професор доктор Катерина Тодоровска, бројните позиции и одобрени проекти кои ги добива Драги Георгиев се награда од власта за досегашните историски концесии кои Македонија ги направи кон Бугарија со негов амин. Она што е многу спорно тука, тоа е што Драги Георгиев на конкурсот не се јави како кандидат за директор. Значи, доколку тој сакаше да биде еден од кандидатите за директор, можеше, го имаше тоа право, никој не му го одзеде. Драги Георгиев солидно си ги наплатува услугите. Само како председател на Комисијата за ревизија на историјата има наплатено над 80.000 евра. Во оваа сума не влегува платата која ја добива од Институтот за национална историја, надоместоците од МАНУ, како и другите ангажмани кои ги има. Под негово водство Македонија прифати дека Самуил бил бугарски цар, дека светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент и Свети Наум се заеднички, регионални и европски значајни личности.